Ве вносиме надвор од студиото на Алфа телевизија. Теренски ке се вклучиме. Еве веќе ја гледате веќе во кадар и нашата колешка Викторија Петровска. Вики, добро утро. Ни се јавуваш, претпоставувам, од ординацијата на Бојан Димковски, физиотерапевт, и ке зборувате на една навистина интересна тема, како да ја препознаеме и лекуваме вратната спондилоза. Добро утро до тебе и до твојот соговорник. Повели. Добро утро, Ирена, добро утро за сите гледачи на Добро утро секое утро. Да, токму така, ова утро ќе говориме на една многу важна тема, јас би рекла за сите нам кои што сме засегнати од болките во вратот. А ова утро ќе говориме со специјалист физиотерапевт Бојан Димковски. Ние сме веќе во неговиот центар, ќе споделиме за симптомите, како да ја откриеме вратната спондилоза, кои се советите и превенцијата при незиното третирање и лекување. Бојан, ви благодарам што сте дел од утринската на ТВ Алфа. Добро утро. Добро утро и на тебе, Викторија. Ти благодарам на поканата и добро утро секако до сите гледачи на Алфа телевизија. Брзиот начин на живот, седењето пред компјутер, пред телефон и екранизмот несомнено ни создаваат болки во вратот, меѓутоа кога да знаеме дали тоа се само обични болки во вратот или станува збор за вратна спондилоза? Секако, вратната спондилоза конкретно може да ја наречеме дека е болеста на 21. век, бидејќи ретко кој човек денеска не се пожалил некогаш во животот за болки во вратот. Меѓутоа, кога да препознаеме дека се работи за цервикална спондилоза? Доколку пациентите пројават вкочанетост во вратот, особено во горниот дел од вратот, дури и кај некои се пројавува и како еден вид грбка на самиот врат, вкочанетост, тоа од самите меки ткива кои што се затегнати. Кога ќе се јави ваков пациент кај нас, доколку досега нема направено некакво рентгенско снимање или некаква друга диагностичка процедура, најпрвин се прави клинички преглед, да видиме од каде се пројавуваат тие симптоми, и да видиме и дали можеби се работи за некаква невролошка компонента, односно дали има трнење по рацете, дали има слабост во рацете, дали можеби е засегнати нервниот систем. Доколку видиме дека се работи за цервикална спондилоза, тогаш мора да ги пратиме пациентите да направат дополнителни испитувања и кога ќе се вратат да одредиме за каков третман ќе може кај нив да ординираме, дали ќе одиме само со физикална терапија, дали ќе правиме некоја медицинска масажа, киропрактика денеска многу помага во вакви случаеви и ќе видиме со нив понатаму. Бојан, колку е важна раната превенција при оваа состојба на вратна спондилоза и колку е важно да го направат тоа снимање пациентите, што ги советувате најчесто, кој е процесот на третирањето и лекувањето на вратната спондилоза, дали тоа може да трае подолг временски период, од друга страна колку се трпеливи самите пациенти? Во минатото оваа вратна спондилоза како болест ја забележувале од 50-та година па нагоре, бидејќи ова се практично промени на старење, дегенеративна болест, каде што самите дискови, ребетниот столб се суши, се старее и на тој начин се губи еластичноста, се губи целата физиологија на самиот ребет. Додека пак во модерно време, од 30-та година па нагоре, веќе пациентите пројавуваат вакви симптоми. Тоа е првиот аларм што ги објаснува дека они мора да дадат многу поголемо внимание во однос на оваа состојба, да посетат стручно лице, да се диагностицира состојбата и секако да ја прифатат оваа состојба, бидејќи кога веќе ќе се јави, многу се мали шансите да се тргнат тие промени што веќе се случиле, меѓутоа имаме простор како понатаму да ја решаваме, да ја менаџираме, да не се влошува и едноставно да уживаат во нивниот живот, да имаат многу подобар квалитет. Се поголем и бројот на млади луѓе од младата помладата популација кои што се засегнати од болките во вратот, кои што постојано се жалат на болки во вратот, како оди кај нив третирањето, дали е можеби полесен кај нив процесот на третирање на вратната спондилоза? Секако, кај помладите лица, бидејќи се открива на време, многу е полесно со нив да се работи и дури во некои случаеви дури и нема ни потреба да се прават тие физикални терапии на еднаш годишно, дури кај некои постари пациенти и 2 пати годишно. Кај нив може да се помине и со некоја само медицинска масажа, да им се дадат некои вежби што може да ги прават дома, да прават многу почести паузи кога работат, бидејќи најчесто кај овие млади лица кои што пројавуваат вакви симптоми, најчесто сите се со канцелариска работа, работа пред компјутер, долги часови поминати во седење и едноставно
Тоа е причина број 1 за создавање на ваква вратна спондилоза. Кај нив многу е полесно да се работи со нив и се препорачува кога веќе ќе пројават вакви симптоми, уште веднаш да се обратат кај стручно лице. Што ги советувате ети помладите и повозрастните, дали може дома да си прават вежби, да си ја третираат болката во вратот, колку е важно од друга страна вежбањето, можеби во теретана или вежбањето дома исто така? Бидејќи се работи сепак и за посериозна болест, доколку се пројават вакви симптоми, од кога ќе се направи диагностичка процедура, мора да видиме и дали можеби се работи за некаква дискус хернија, бидејќи некогаш тие симптоми се многу блиски едно до друга и мора да установиме дали е дискус хернија, бидејќи кај неа се препорачува да не се прават тежински тренинзи, да не се оптеретува дополнително се тежина вратот, бидејќи може да е влоши состојбата, додека пак ако се работи само за цервикална спондилоза, дегенеративно заболување, старење, промени на старење, тогаш е препорачливо да се, дури ги советуваме пациентите слободно да одат во теретана, доколку некој од нив немале досега искуство, никогаш не оделе во теретана, не знаат вежби, бидејќи многу е битно и техниката на изведување на вежбите. Значи не е само да се крене тежината, туку и начинот на кој се изведуваат тие вежби. Затоа ние имаме и посебен дел вежбална, каде што со самите пациенти работиме, да им се објасни правилно техниката на изведување и веќе после еден месец, да речеме, од која доаѓаат кај нас, веќе можат слободно да почнат и сами да вежбаат, дали дома, дали во теретана, дали некои групни тренинзи, и сето тоа многу помага во однос на оваа состојба. Вие работите и киропрактика, па моето прашање е колку делот во киропрактиката може да помогне при третирањето на вратната спондилоза и колку доаѓаат кај вас за киропрактика? Многу често го работиме тоа. Меѓутоа мора да бидеме многу попредпазливи ние како терапевти со ваква состојба, бидејќи не можеме наеднаш да направиме некои многу брзи потези, многу силни потези, бидејќи повторно се работи за пациенти кои што имаат болка, што долго време се вкочанети и така натаму, така да процесот не е нели со една терапија или со еден ден, него процесот е малку подолго траен. И тоа им го објаснуваме и на пациентите и на првиот преглед, на првата консултација, дека сепак не се работи за нешто како обична настинка, па они ќе се напијат апче или ќе направат еден третман и веќе состојбата ќе се реши, меѓутоа ова е една долготрајна работа која што мора да се одржава цело време. Колку пациентите се дисциплинирани, после колку време може да се почувствуваат и првите олеснувања после работата со физиотерапевтот како стручно лице? Самите пациенти имаат многу големи очекувања на првиот пат кога ќе дојдат. Ние се трудиме тие очекувања да ги исполниме и да почувствуваат навистина олеснување во вратот конкретно. Меѓутоа, тие ефекти може да бидат некогаш и краткотрајни. Па тие за недела дена да се вратат и да речат мене пак ми е исто, ми беше подобро, ама сега повторно ги чувствувам истите симптоми. Тогаш се враќаме на истото дека ова не е сепак состојба која што лесно се третира и дека треба константно да прават третмани, доколку седат долги часови на работа, да прават чести паузи, да прекинуваат со работа, да стануваат, да се раздвижуваат, некои од тие вежби што ќе ги научиме ние да си ги прават додека се на работа и да бидат малку подисциплинирани во однос на оваа состојба и сигурно ќе има решение. И ете, за крај можеби што најчесто ги советувате сите оние кои што можеби така им налага работата, постојано да се во седечка положба, дали и колку пешачењето може исто така да придонесе за намалување на болките како во вратот, така и на болките во целото тело? Така, пешачењето е една активност што е лесна, што може секој да ја изведува, дава огромни бенефити врз однос на целото тело, како што спомнати, така да во однос на вратот сигурно ќе има успех. Тоа што го препорачуваме исто е пливање, доколку имаат можност некаде да одат на базен или додека се во летната сезона обавезно да одат на море, да пливаат, бидејќи тоа дефинитивно ги олеснува сите симптоми. И тука сме секако ние за оние другите третмани кои што треба да ги обавуваат, физикална терапија, медицинските масажи и секако киропрактика. Да, тоа се може би убави утрински ритуали, вежбањето, пливањето и таквите активности кои што и вашите пациенти верувам дека ги советувате на истиот начин. Бојан, за самиот крај што ќе им порачаме на нашите гледачи и сите оние кои што им значи навистина оваа тема и вратната спондилоза како таква. Како главна препорака би рекол денеска, затоа што сите ги користиме телефоните, исто така огромен фактор кој влие во однос на оваа спондилоза
доколку лежат во кревет, да речеме, да не го користат толку телефонот во таа фиксна позиција, бидејќи тоа дополнително ги влошува симптомите, исто додека стојат, додека седат, да не бидат со наведната глава користење телефон и колку е можно повеќе да го оставаат, да се дружат со пријатели, да одат во кафана, во кафич, да прават муабет со нив, секако помалку да го користат телефонот. Ви благодарам што бевте дел од утринската на телевизија Алфа. Ви благодарам за сите совети и корисни информации за вратната спондилоза и болките во вратот. Ви посакувам успешна работа и задоволни пациенти. Ти благодарам и на тебе, Викторија, секако во следна емисија да се видиме повторно. Раната превенција, посетата на стручно лице и слушањето на нашето тело се навистина клучни при намалувањето на болките во вратот и убавиот и квалитетен начин на живот. Затоа посетете стручно лице доколку имате вакви проблеми со вратната спондилоза и посетете го и Бојан, нашиот физиотерапевт од Физиодинамик, и верувајте дека за се има решение. Ние споделуваме токму одовде од овој центар повеќе совети информации за болките во вратот и вратната спондилоза. Ирена, дали имаме некое дополнително прашање на оваа тема од студио? Вики, се си кажавте, благодарам многу за ова линковско вклучување. Јас може да одам на пливање заедно со тебе, бидејќи тоа некако ми е вака најубаво за овие совети што ги кажа Бојан и што помалку да ги користиме паметните телефони. Така ли?